Летото е период и кога освен жетвата, почнуваат веќе луѓето да размислуваат за зимница, ама не за зимница за складирање на производи, туку за зимница што се прави од лебно брашно. Познати сме по таквите специјалитети, веројатно нема да се зачудите ако овој период на годината видите како се сушат по дворовите, на терасите, некаде по собите, нашите најпознати нашиот најпознат специјалитет од тестенини, а тоа се јуфките. Изминативе денови во Зрновци се одржа традиционалната јуфкијада по 10-ти пат, но за јуфките и за се она што го можат жените, ќе зборуваме со Билјана Петровска-Митревска од Националната федерација на фармери. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и ви благодарам за поканата, за да може вака да зборуваме за еден доста интересен и наш традиционален рецепт и традиционална наша... Моје омилено јадење. И моје, да ви кажам, искрено, да. Јуфкијада 23-та во Зрновци, што се случуваше таму деновиве и со што може да се пофалиме пред светот? Да. Реално, Јуфкијадата е како манифестација која што ние започнавме како Национална федерација на фармери да ја организираме уште пред 10 години, која што ова година едноставно прославуваме 10-ти јубилеен настан Јуфкијада 2023 година. Она што можеме да кажеме дека Јуфкијадата покрај тоа што има за цел да ги промовира јуфките кои што се познати како традиционален наш производ, кој што навистина и заслужува и да биде брендиран, бидејќи за разлика од другите вакви традиционални рецепти, како што италијанската паста, како што се хрватските рецепти, макароните исто така во Италија, има специфика во начинот на подготовка, пред се спецификата е во самото месење и во самото сукање. Што тоа значи? Значи, кај нас традиционално јуфка се сука на софра. Тоа е малечка маса, каде што се седнува на пот и каде што едноставно јуфката се сука. Исто така и во подготовката на тестото е различно, за разлика од пастата и од макароните и од другите тестенини кои што се подготвуваат, мора да постои тоа тесто, се подготвува од страна на брашно, се става јајца, се става мала количина на млеко, се става вода, по желба се става и сол и така на еден начин се подготвува ова наше традиционално македонско јадење. Ние како Национална федерација на фармери ги застапуваме земјоделците и земјоделките, но реално се грижиме и за промовирање на нашата традиционална култура, нашата традиционална храна и во таа насока ја организиравме оваа манифестација, која што секоја година во различно место ја организираме. Ова година ја организиравме во црквата Свети Димитрија во село во општина Зрновци. Так. Да, општина е, значи не е село, една од најмалите општини во нашата држава и нашата цел е исто така да потенцираме дека постојат вакви рурални места. Навистина Зрновци е една прекрасна, убава општина, каде што е на планинско место, има многу извори, има многу вода и заслужува со едни вакви манифестации да се потенцира самото значење и туризмот во руралните средини. На Јуфкијадата, кога започнавме да ја реализираме, значи присуствува околу 20 жени, сега стигнавме до бројка 100 жени, каде што се подготвуваат јуфките и потоа хуманитарно се доделуваат на социјални загрозени семејства кои што реално имаат и лица со попречености, така што оваа година наша поддршка беше и нашата членка невладина организација за рурален развој од Зрновци Јавор, кој што едноставно ја помогна организацијата на оваа убава манифестација. Во секој случај, не само што сте направиле промоција на јуфките, туку и сте помогнале на луѓе на кои што навистина таа помош им е потребна. Да, реално морам да потенцирам, ние како организација доста се залагаме и за лицата со попречености кои што живеат во руралните средини. Морам да истакнам тоа, тие се најмаргинализирани и навистина невидливи буквално за целото општество. Ние имплементиравме и проект кој што беше поддржан од шведската организација за развој VFECT, а сега ја продолживме поддршката со ГИС, каде што буквално за овие луѓе изградивме пластеници за 30 семејства
семејства кои што живеат во рурални средини за нивно производство за семејна употреба, но согледуваме дека и некои прават вишоци така што започнаа да ги продават своите производи и на локалните пазари. Тоа е еден многу убав проект. Сакаме да го продолжиме во соработка со самите општини, за да видиме да ја направиме одржливост, односно ваквите пластеници да бидат финансирани од страна на општините, руралните општини, каде што живеат вакви лица со попречености. Она што ни останува како продолжение на темата на денешниот разговор, претходно само да ве прашам, ќе направите ли нешто, некаков обид да ги заштитиме јувките? Во некои делови од Македонија ги викаат кори, во поголемиот дел ги викаат јувки. Мене децата ми се смеја кога им сварив јувки, кога им реков дека ќе јадат јувки за доручек, ме погледнаа чудно, кој ми реков, абе талјатели се ова. Значи промоција на јувките треба да направиме како наш македонски производ, македонски бренд и да се гордееме со нив. Да, реално е така. Ние сакаме, манифестацијата претежно ја правевме со руралните жени, но воедно планираме од наредна година, за следната Јувкијада 2024 година, да ја правиме за време на викенд и да доаѓаат и посетители кои што можат да гледаат како се подготвуваат овие јувки и да направиме еден сегмент и продажбен дел со цел да можеме да ја промовираме се повеќе нашата македонска јувка или кори, како што се познати во западниот дел, односно Преспанско, Битолски и Охридски регион. Така што се надеваме дека на ваков начин ќе ги заштитуваме нашите брендови, ќе ги презентираме и реално ако направиме еден добар бренд како што е нашиот македонски ајвар, значи можеме и да размислуваме и за надворешна продажба, односно за продажба во регионот или во други држави на нашата традиционална македонска јувка. И тоа би било одлично. И сега кога веќе ги спомнавте руралните жени кои што најчесто учествуваат на вакви манифестации, многу е актуелно деновиве носењето на законот за социјално осигурување на жените земјоделки. Да. Мислиме, извинете, некако, особено ние што живееме во урбаните средини, некако мислиме дека се помалку има земјоделци воопшто, а камоли жени земјоделки, но излегува дека навистина жените кои што се занимаваат со земјоделие имаат огромен проблем. Да, реално е така. Не само во руралните средини и во урбаните ние се соочуваме со голема миграција. Миграцијата веќе не е насочена во градовите, насочена е во странство. Така, надвор од државата. И тоа е голем проблем кој што го имаме во државата, што се однесува за руралната жена и тие влегуваат во маргинализираните групи како младите фармери, така влегуваат и руралните жени. Морам да појаснам дека руралните жени не се само земјоделки, тоа се жени кои што живеат во рурални средини. Еден сегмент влегуваат тука и земјоделките, каде што ние како Национална федерација на фармери посебно внимание посветуваме на оваа таргет група и реално направено е добро женско лоби во организацијата која што работи на многу прашања. Пред се имаме председателка на Националната федерација на фармери, Васка Мојсовска, имаме уште две многу активни жени кои што се навистина рурални, а посветени на целата активно за лобирање и застапување, тоа се Фросина Ѓоргиевска, Вангелина Пармачка и уште 175 жени позади нив, кои што се трудиме да го направиме подобар животот на жената во руралните средини. Овој проблем е многу стар, 30 години се провлекува во нашата држава. Ние како федерација 15 години лобираме и се трудиме да најдеме соодветно решение. Всушност проблемот се однесува на регистрираните индивидуални земјоделки кои што се осигурани според Законот за пензиско инвалидско осигурување и плаќаат 20% од бруто платата и на таков начин, значи не само земјоделките, туку и земјоделците остваруваат право на здравствена заштита, односно ги користат здравствените услуги како и сите други граѓани и работници вработени во државата и имаат право на пензија, кога ќе го остварат правото на пензија, ја добиваат она минимална пензија.
Проблемот е што овие индивидуални земјоделци не се во работен однос, односно не се опфатени во законската легислатива која што го регулира работниот однос, и тоа е оној проблем што е системски проблем во државата, не може да ги вметне во самиот систем за да може и тие да остварат право на боледување и породилно отсуство. Значи, ние се трудевме тој начин да најдеме соодветно со институциите и прв пат морам да истакнам дека и министерот за земјоделство Љупчо Николовски и министерката за труд Јована Тренчевска овој проблем го ставија на прв план во нивните агенди како министри. Формирана беше една координативна група која што минатата година работеше заедно со нас од сите институции засегнати. Тука беше вклучено и Министерството за здравство, и УЈП, и ПИОМ, и Фондот за здравство, и Платежната агенција, и двете ресорни министерства за земјоделство и Министерството за труд. Заедно со нас беше групата поддржана од ВИЕФЕКТ и дојдовме до едно пилот решение да се направи програма за поддршка за социјална сигурност на жените регистрирани како индивидуални земјоделки согласно законот за ПИОМ. Значи, секоја жена во моментот која што е регистрирана индивидуална земјоделка и која што има бебе, може да го оствари ова право, добива финансиска поддршка од 81.000 денари и таа поддршка е намената во овие 9 месеци додека се грижи за своето дете да има финансиска поддршка која што ќе ја олесни нејзината работа, односно повеќе да биде посветена на бебето отколку да биде посветена на работата. Сепак ќе кажам, ова е пилот програма и ние во овој период работната група работи да најдеме системско решение, односно ова да биде ставено во закон. Во моментот, во собранието, се поднесе иницијатива за смена за Законот за здравствено осигурување, каде што во членовите 13 и 14 да бидат вметнати регистрирани индивидуални земјоделци да остварат право на породилно или и на боледување. Тоа реално е голем проблем и тоа ние го укажавме. На ваков начин нема да се направи системско решение и нема да се реши, зашто во системот тоа не може да се инфилтрира. Првин, УЈП, еве конкретно едноставно да појаснам, УЈП нема таква декларација, значи тие не остваруваат плата, добиваат од приход остваруваат, значи земјоделски приход кој што не го добиваат месечно, го добиваат во зависност од реколтата кога му се исплаќа, и тука значи ние немаме таква декларација. Многу добро знаеме каква е декларацијата за вработените лица и каде што имаме сооднос работодавач и работник. Значи во моментот тоа е најголемиот проблем. Второ, тие не се влезени во Законот за работни односи. Законот за работни односи кажува дека работен однос е помеѓу работник и работодавач или само вработен како трговец поединец. Значи, ако има... А не како производител или како земјоделец? Не, тоа го нема во нашиот закон и тоа е проблем. Од друга страна, имаме Закон за здравствена заштита, имаме Закон за заштита при работа. Значи, сите тие последователни законски се поврзани помеѓу себе, кои што го градат системот како ние сите работници остваруваме право на боледување, породилно и, да речам, и здравствена заштита. Во овој случај, тие закони едноставно треба да се променат, да се изнајде соодветен модалитет, за да може и ова категорија на земјоделци, која што морам да истакнам е многу помала, значи тоа се 4000 лица, околу 1000 жени, кои што едноставно може да го остварат своето право, а не да и мора да има заштитни механизми. Во моментот и регистрите не се усогласени, ова и јавно го кажувам, значи во регистрите на ПИОМ и на УЈП имаме вакви регистрирани индивидуални земјоделци 10.000. А во реалноста постојат 4000. Не треба ние да креираме решенија кои што ќе го злоупотребуваат системот или да креираме решенија кои што ќе го реши проблемот на поледувањето на сите жени кои што не се во работен однос преку жените регистрирани земјоделки. Таков проблем имавме со субвенциите. И повторно, на крајот се случува самите земјоделци и земјоделки да ги претрпат штетите од менувањето. Оние кои што најмногу треба да имаат бенефит од носењето на некаков закон,
всушност најмалку да ја И овдека еве користат. упатувам апел како Национална федерација на фармери, ние имаме и собрано и соодветни потписи, и соодветно барање, повторно ќе испратиме до собранието и до надлежните институции да се знае дека со овој начин нема да се реши проблемот, туку само ќе се направи поголем проблем, ќе се прекине програмата и повторно ќе се вратиме на почеток, каде што немаме соодветно решение. Треба не да одиме со популистички мерки, да сватиме во ова држава дека популизмот не носи до решенија, треба значи да се прават системски решенија кои што се во интерес на граѓаните. И секој граѓанин има и права и обврски. И може би така ќе успееме и дел од младите луѓе кои што сакаат да се занимаваат со земјоделство да останат во државава, а не да заминуваат надвор. Дефинитивно, да. Особено да имаат семејства, па и семено заедно со жените да се занимаваат со земјоделие. Дефинитивно, тоа е таква. Ние и за тоа се залагаме. Дај Боже да имаме повеќе земјоделци, дај Боже да имаме повеќе луѓе кои што сакаат да работат земјоделство и да произведуваат храна, и тоа е благодетот на нашата држава. Ние единствено нешто што има Македонија да се пофали, тоа е убавата храна и убавата природа, а таа душа ние во руралните средини.